81-годишниот машински инженер Миле Градановски од Прилеп, кој се занимава со термоенергетика. Од својата 14-та година по разни тефтери книги запишувал какво било времето во Прилеп буквално секој ден. Прво започнал со запишување само на температурата, а потоа и на другите параметри, како облачност, врнежи, брзина на ветер, влажност и други. Почетокот отпочнав со забележување на тефтерчиња, затоа што немаше хартија во тоа време, потоа преминав на пишување во тетрадки, со компјутерите печатев во Excel. Подоцна сето тоа реков да биде забележено на компјутерот. Споредувајќи ги овие податоци, заклучил дека во последните 6 децении ни се случуваат огромни климатски промени. Можеби температурите биле горе-долу исти, со се потопли зими, но имало и се помалку врнежи на дожд и снег. И неравномерен распоред на тие врнежи, значи долги сушни периоди, а потоа некои обилни дождови, од кои што добиваме дури и поплави, како што имавме, например, пред некоја зима, цела Пелагонија беше поплавена. Според Градановски, во иднина треба да се бориме да ја зачуваме секоја капка вода, со изградба на што е можно поголем број вештачки акумулации. Кај отиде таа вода од Пелагонија или она од Стајковци, кај што имаше дури и човечки жртви. Кај отиде? Отиде во Егејско море, така? А можеше еден дел од таа или сета таа вода да биде собрана, да не направи поплави, а да ни служи сега кога имаме долги сушни периоди. Гасификацијата не ја гледа како фактор за борба со климатските промени, бидејќи при сугорувањето на гасот се создавал јаглерод двооксид, но бил барем подобар за амбиенталниот воздух, но и за гасификацијата потребен бил повисок стандард, бидејќи незиното спроведување во домовите чинело доста. Просечен животен стандард, што е многу повисок од овој што сега го имаме, за да може населението да прифати гасификација. Тоа значи една просечна плата од 1000 евра. Сепак јас мислам дека подобро решение за Прилеп е еден топлификационен систем, онака како што го има Скопје, тие топлани да бидат на природен газ. За да не ни се случи црно сценарио, Градановски препорачува најитно преминување на енергија од сонце, вода и ветер, најбрзо изфрлање на јагленот и дрвата за топлење и замена на сегашните возила со електрични, чија струја пак ќе биде од обновливи извори.